Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве чува од секое зло. Денес ќе зборуваме на тема црква. Што подразбираме кога ќе кажеме црква? Факт е дека многу луѓе во денешново време црквата ја разбираат повеќе како зграда, како објект. Ова не е библиско разбирање за црквата. Зградата или објектот, колку и да наликува на нешто побожно, како што му е наметнато во менталитетот на еден народ, сепак тоа не е црква. Камењата, тулите, формата и градбата не е црква. Зборот црква потекнува од оригиналниот старогрчки збор еклесија, кој се дефинира како собир или собиралиште на луѓе кои имаат заеднички интерес, односно интересот на овие луѓе е Бог, така што сите кои се собираат околу Бог и за Бог се повикани од Бог преку Светиот Дух и сочинуваат црква. Оригиналното значење на црквата не е на гласокот на зградата, на објектот, туку на луѓето кои имаат комуникација и заедништво со живиот Бог. Дури и самите движења и деноминации кои се нарекуваат цркви не одразуваат суштината и природата на црквата, бидејќи многу големи движења во денешново време се измешани со верници и неверници, така што сите кои се членови на тие големи цркви се нарекуваат како цркви, а во суштина црква се само оние луѓе кои се наново родени од Светиот Дух и имаат нов живот во Исус Христос. Како што Павле вели, кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Црквата се нарекува Христово тело. Во посланието до Ефесјаните, 1 глава, апостол Павле запишал вака: И се му покори под неговите нозе, а него го постави за глава над се, на црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Христовото тело е изградено од сите верници од времето на Педесетницата, па се до второто доаѓање на Христос. Христовото тело, црквата, вклучува два аспекти. Кои се тие? Прво, универзална црква. Универзалната црква се состои од сите верници, оние кои имаат лична врска или контакт со Господ Исус Христос преку Светиот Дух. Апостол Павле во 1 Коринтјаните 12 глава вели вака: Зашто сите ние сме крстени преку еден дух во едно тело, било јудејци или грци, било робови или слободни, и сите сме напоени во еден дух. Зашто телото не се состои од еден член, туку од многу. Гледаме дека секој што верува е дел од Христовото тело. Вистинската Божја или Христова црква не е некоја одредена црква или деноминација. Не е, например, римокатоличка, ортодоксна или протестантска. Зашто во сите тие христијански движења има меѓу нив и неверници, па дури и атеисти и идолопоклоници. Универзалната Божја црква се сите оние кои имаат спасение преку вера во Исус Христос и се храм на живиот Бог, во кого пребива Светиот Дух. Како што апостол Павле вели: не знаете ли дека сте храм Божи и дека Божиот Дух живее во вас? Второ, локална црква. Локалната црква е опишена во Галатјаните 1 глава, 1 и 2 стих. Има и на други места. Апостол Павле вели: и сите браќа кои се со мене до црквите во Галатија. Овде гледаме дека имало многу цркви во провинцијата наречена Галатија. Она што ние го нарекуваме локална црква се сите оние кои живеат побожно и верно според Библијата. Исклучиво според Библијата. Таквите верници се држат стриктно на Светото писмо, без да додаваат или одземаат нешто од писмото. Универзалната црква се потпира на вистината во Библијата и сите оние кои се членови на универзалната црква треба да бараат заедништво во некоја локална црква, каде што се проучува и застапува само Библијата, ништо друго. Црква која што е наречена црква, а не се држи на авторитетот на Светото писмо Библијата, тоа не е црква.
Зашто, како што реков, тоа се луѓе кои имаат нов живот преку Светиот Дух. Според Библијата, црквата е телото на Христос. Сите оние кои ја положиле својата вера во Исус Христос за спасение. Како што е напишано во Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Тие се членови на универзалната црква, родени од Светиот Дух, наречена Христово тело во локалните цркви. Оваа слика за Христовото тело ни зборува за близината која што постои помеѓу верните во Господ. Сите верници го делат истиот живот, истата цел, истите чувства и истиот сооднос во телото. Исус е глава на телото, бидејќи тој е водачот, тој го управува, го храни и со неговата мудрост го регулира животот на телото. Тоа исто така ни зборува за взаемната зависност еден од друг. Ногата не може да рече на раката не си ми потребна и обратно. Бог го составил телото да функционира на начин да може да се охрабруваме и да си помагаме еден со друг или еден на друг. Таквото тело Христово има цел, односно, која е целта на црквата? Во Дела на апостолите, 2 глава, 42 стих, може да се даде комплетно дефиниција за целта на црквата. Таму се вели вака: и беа постојани во апостолското учење и заедништвото, и во раскршувањето на лебот и во молитвите. Па така, според овој стих, целта или активностите на црквата треба да бидат следниве: проучување на Библијата и сите нејзини доктрини. Мора да се проучува оваа Библија сериозно. Второ, дружење со сите верници, меѓу себе. Трето, служење Господова вечера. И четврто, молитва. Црквата нужно е да ги изучува библиските доктрини, за да може да бидат вкоренети во верата. Зашто со плитко познавање на Библијата нема длабочина во науката. Во писмото до Ефесјаните, апостол Павле убаво запишал, вели тој: за да не бидеме веќе деца, кој ги лулее и ги носи секој ветар на науката, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Црквата треба да биде место на заедништво каде што христијаните можат да се посветат еден на друг и да се почитуваат едни со други. Потоа да се учат едни со други, да бидат љубезни и сочувствителни еден кон друг и да се охрабруваат еден со друг. Тоа е прекрасно да се има таква црква. И што е најважно, да се сакаат со нелицемерна љубов, зашто во црквата е излеана Божјата љубов преку Светиот Дух што ни е даден. Тоа го вели апостол Павле. Црквата е вистинското место каде што верните можат да учествуваат и во Господовата вечера, правејќи спомен на Христовата смрт и пролеаната крв за сите нас. Концептот на кршење леп или раскршување леп, како што е спомнат во Дела апостолски, ја носи и идејата за заедничко јадење. Што значи тоа? Ова е уште еден пример за црква која промовира заедништво. Тие може да се дружат и да имаат заеднички активности во тој поглед. А крајната цел на црквата, според Дела апостолски, 2 глава, е молитвата. Црквата треба да биде место што ја охрабрува молитвата, учи молитва и практикува молитва. Црква што не се собера за молитва, таа е мртва црква. Во Филипјаните 4 глава 6 и 7 стих се дава пример на охрабрување. Павле вели: вашата кроткост да им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. И Божјиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Друг налог кој што ја е дадена на црквата
или кој што е даден на црквата, е објавувањето на пораката за спасение преку Исус Христос. Во Матеј 28 глава и во Марко и насекаде, Исус вели: одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Црквата е повикана да биде верна во споделувањето на Евангелието преку зборови и дела. Самиот збор Евангелие значи добра вест, радосна вест, блага вест. Таа блага вест или добра вест треба да ја проповедаме на сите луѓе, на сите народи, зашто Бог сите ги засака. Потенцирам, тоа треба да се прави преку зборови и дела. Црквата треба да биде како светилник во општеството, да ги насочува луѓето кон нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Црквата исто така мора да ги поттикне евангелизамот и да ги подготви своите членови да го објавуваат Евангелието на сите народи. Некои други јасни цели на црквата се дадени во посланието од Јаков 1 глава. Таму се вели вака: ова е чиста и неизвалкана побожност пред Бог Таткото. Да бидат посетувани сираците и вдовиците во нивните неволи и самиот да се пази себе си непорочен од светот. Во овој стих е дадена практичноста на црквата. Црквата треба да биде вклучена во службата на оние што имаат потреба. Ова вклучува не само споделување на Евангелието, туку и можност да се помогне на оние кои имаат вистинска потреба: храна, облека, засолниште, особено на оние кои припаѓаат од истата вера. Црквата исто така треба да биде оспособена да се чува од гревот, да биде ослободена од светските желби и страсти. Ова се прави преку принципите што ги спомнав предмалку: библиско учење и христијанско дружење. Што значи, која е целта на црквата? Црквата е Христово тело, ние сме негови раце, уста, нозе на овој свет. Ние треба да ги правиме оние нешта што Исус Христос би ги правил да беше физички овде на земјата. Црквата треба да биде и е Христова, слична на Христос и да го следи само Христос. Нему слава во сите векови. Амин.